Додека јавното здравство е на колена, медицински сестри чекаат со месеци за продолжување на договорите за работа. Според информациите на Алфа, на вкупно 24 сестри во здравствен дом Куманово, работата им виси на конец и се ставени на чекање. Вработените го обвинуваат директорот Фарук Алили дека им врши мобинг и прави се само да ги елиминира тие што се македонки. Во меѓувреме, на распишан конкурс примени се 9 медицински сестри, сите албанки. Прашањето е, врз кој основ се избрани сите? Директорот во телефонски разговор за Алфа ги негира обвинувањата и тврди дека во неговата институција партискиот клуч одамна не е критериум за вработување. Сестрите што работат, што биле на овој проект, значи они работат. Ниједна не е отстранета од моја страна. Иако немаме уште одобрение од страна на фондот, чекаме до крај на месец, пошто директор на фонд ми обеќа дека ќе има одобрение и за нив. Од Министерството за здравство за постапката за вработување топката ја префрлаат на здравствен дом Куманово. Јавните здравствени установи имаат својство на правен субјект и вработувањата ги вршат самостојно, согласно законските прописи. Во предвидениот законски рок, здравствените установи носат план за вработување за наредната година, согласно член 20 од Законот за вработените во јавниот сектор, а потоа преку Министерството за финансии, ФЗО и МЗ се обезбедуваат согласности за обезбедени финансиски средства. Според балансерот на последниот распишан конкурс за вработување, требало да бидат примени 5 македонци, 4 албанци и 1 србин. Инаку здравствениот дом Куманово не е единствена установа каде што се бара медицински персонал. Штипската и Битолската клиничка болница, Скопската брза помош и клиниката за детски болести во моментот имаат барање за околу 400 вработувања на медицински кадар. Во оваа бројка не се и здравствените домови и болници од Охрид, Струга и други градови, кои исто така молат за лекари. Некои од нив со години чекаат одобрување од здравство и финансии.